нови алишта и трајно мастило. Затоа, оној кој победува, ќе биде облечен во бели облеки и нема да го избришат неговото име од книгата на животот. Стих 5. Навистина не ми се допаѓа зборот совладувач, зборот што го користи мојот префериран превод на Библијата за овој стих. За мене, тој збор сугерира однесување како она кое го практикував во првите 43 години од мојот живот. Слепо кревајќи се себе си и продолжувајќи понатаму, користејќи менталитет, само направи го тоа или доврши го. Овој пристап троши многу човечка енергија со мала духовна длабочина. Дури изразот победници има конотација од која бегам овие денови. Меѓутоа, нашиот клучен стих зборува за длабока духовна дисциплина. Сакаме да трчаме со издржливост на трката што ни предстои. Види Евреите 12:1-3. Не сме сами во тоа, како што верував порано. Приказна што ја раскажувам во моите мемуари. Waking when you'd rather fly. Meditations on faith after the fall. Одам кога повеќе би сакала да летам. Медитации за вера после падот. Ние сме во ист јарем со мајсторот совладувач, а тој е посилен од нас. На крајот, овој вид на победа води до високи почести. Нова облека, трајно запишување во книгата на животот и твоето име изговорено од устата на Исус. Прогласувајќите тебе за негов драг пријател и придружник на патувањето, токму пред Бог и ангелите. Замислете да сте јавно сакани од најмоćниот победник од сите. Книгата Евреите ветува дека ако гледаме на Исус, тоа ќе ни помогне да не се измориме и да не малаксаме. Заради радоста што е поставена пред нас, ќе продолжиме да совладуваме. Ейми Клеменс. Додека се молите, заблагодарете му на Бога за неговите ветувања, ононие кои победуваат со вера.